Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnova. Houston, we have a problem. A planetava, особено Скопје, има проблем со летните горештини на почетокот на зимото. Добро вечер, Миленко Неделковски радио шоу во следните 60 минути. Денеска, спротивно на волјата на народот, изразена на избори пред повеќе од година и пол, без малку 2 години, спротивно на уставот и на законот, а под притисок на странските дипломатски представништва и странските министерства за надворешни работи и министерства за одбрана, односно војска, донесени незаконски и неуставни решенија со притисокот за подпишувањето на договорот од, како што го нарекуваат, јуни-јули, односно популарниот пржински договор од Пржино. Денеска, благодарејќи на сето тоа, спротивно од волјата на мнозинскиот народ на Република Македонија, се назначени двајца министри во владата на Република Македонија, за внатрешни работи, значи за полиција, Оливер Спасовски, и она што е ВМРО-вката која е назначена во Министерството за труд и социјала, Ременски Гоце Делчева, која тврди дека е таа Гоце Делчев, иако јас проверував, нема толку силни бркови како Гоце Делчев, а и нема таква идеја, меѓутоа ако таа мисли дека така како женска, личи на машко, во тоа случај е нејзин проблем. Но, она што сакам да кажам е дека народот доби нешто што не сакаше и нешто што не го гласаше и нешто што не го има одобрено. Но од друга страна, Ременски и Спасов добија нешто што до сега немале, не го вкусиле, не го осетиле и не го имале практикувано, и тоа за нив ќе е големо изненадување. Односно, добија шеф кој бара работа, конечно добија шеф, не добија нешто што е лигавешка работа, нешто што е алјаска работа, нешто што е недомакинлук, добија шеф, домакин, спастрен, кој ќе бара одговорност, ќе бара работа, и второ што добија Ременска и Спасовски е тоа макотрпна работа по строго определени норми, критериуми, исполнувања, задачи, термини, бројки, тоа е сето тоа што досега го немале. Значи, им честитам, ете конечно и Спасовски и Ременски го достигнаа врвот во својата кариера, а Ременски тоа што одсекогаш како мала ВМРО-вка Гоце Делчевка го сакала. Значи, на двајцата им честитам, успеа да доживеат Никола Груевски да им стане екзекутивен шеф. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Нашето пријателство трае веќе трета радио сезона. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Денеска, кога разговараме за политичките работи, да се подсетиме на вчерашното добивање на уште една препорака на Европската комисија, која ја подолго време тврдам дека ништо не ми значи мене и не ми значи на македонскиот народ, апсолутно ништо, без разлика политичарите што ќе кажат. Од една страна, а од друга страна, еве, оваа година некако првпат со моето игнорирање на важноста во наводници на добивање препорака од Европската комисија, некако се согласува комплетната опозиција, затоа што вчера, еве и денеска до овој момент, нема никакви реакции од видните трубадури
гласноговорници на опозицијата и платеници на Сорос, USAID и холандска, британска, американска амбасада ништо не реагира. Како да се согласуваат со мене, а меѓутоа до минатата година тоа не беше така. Сега, бидејќи веќе сме добиле препорака од Европска комисија, има извештај, нели, за земјите од така наречен Западен Балкан, што се повеќе ги снемува. Едно време беше и Хрватска, тоа па ја снема. Еве да накратко да извадам што Европската комисија препорачува за трите држави кои се покрај нас, ние сме четврта во тој така наречен Западен Балкан. Пред да ви прочитам, односно да ви констатирам, да ви кажам дека до сега бевме сведоци на пишување на проопозиционите медиуми и новинари и аналитичари за тоа дека демек кај нас е катастрофа, многу јако им оди на Албанија и на Србија, па и Босна и Херцеговина исто така многу јако почнала, па тоа тамо све било како треба, само кај нас чемер и јад. И доаѓа Европска комисија со свој извештај и тамо пишува Албанија. Да подсетам, Албанија е членка на НАТО. Значи, ние не сме, бидејќи кога влегувавме во јато во НАТО, влегува Албанија и Хрватска, ама од јатото отпадна Македонија како едно сувишно врапче на страна. И сега Албанија се бараат итни реформи во судскиот систем. Значи, нема суд. Заштита на основните права, пази основните, вклучително и собственичките права мора да се зајакнат. Собственичките, значи имаш дуќан, стан, гаража, нива, поле, плац и не ти се сигурни собственичките права. Еве, за разлика од тоа, кај нас, да кажеме, тој дел е извонреден. Тој дел во смисол на катастар, на свеставање да е на интернет, на заштита, на легализација на објекти, на се и се, што и баш денес имаше еден закон за продолжување, односно предложен закон за продолжување на датумот за да се поднесат документи за легализација на Дивоград Бионија, што се пред 2011 година. Вели, во поглед на политичките критериуми, суштински е Албанија да создаде прогрес за да го направи и задржи моментумот на реформите. Значи, задржи, да го направи моментумот на реформи. Значи, Албанија, оваа членкава на НАТО, демек, западниот нашиот запад е Албанија, за жал, треба да го направи моментумот на реформи. Значи, воопшто не стигнале до реформи. Спротивно, кажеме, Македонија со реформите отиде на вселенски далеку од оваа членка на НАТО, а и од други членки. Натаму, за Албанија, потребна е подобра имплементација на легислативата кога станува збор за слободата за изразување. Значи, нема слобода за изразување. Легислативата, демек закони, овде кај нас има и нов закон кој беше под притисок донесен на американска амбасада, на Сорос, но све имаме ние, следно има тој најразлични тие етички, не знам какви комисии, ти реков ми рече. Сето тоа во основа не значи ништо. Според мене, меѓутоа ги имам исполнето тие услови, Албанија ги нема. Албанија, членкава на НАТО. Интересен ми е овој дел. Албанија има сериозни предизвици во областа на исполнувањето на економските критериуми. Потребна е фискална консолидација, унапредување на управувањето со буџетот и јакнење на владењето на правото во поглед на креирањето на бизнес климат. Значи, што се однесува до пари и до даноци и до бизнес клима, Албанија нема ништо. Сериозни предизвици во областа на исполнувањето на економските критериуми. Фискална консолидација, значи ништо не оди, нема каси ова, нема евиденција кај се парите, нема данок. Унапредување на управувањето со буџет.
I na kraju veli, Albanija treba da produži da raboti na razvivanje na transportna i energetska mreža. Znači, nema patišta, nema prugi, sve to što nikad znaš, koja ćeš u Albanija, ima jedan pat izgledan i to je ovo. I na nekoliko mesta na sred delnica ima banderi. I energetska mreža, znači zavisna i od struje. Znači, Albanija nema ništa. Inako je členka na NATO, ovako što jedna što se podsjetio. Za Srbija što piše? Ja odvojam samo jedno. Rasprostraneta korupcija i nesоодветно институционално поставеност продолжува да биде на штета на бизнесот. Сега сме сведоци на тој се извинува на државата. Тие групи големи фамилиарни бизнес групи се судираат една со друга и така натаму. Се уште има убиства по улиците. Има екзекуција на новинари, ама онака екзекуција со куршуми. Сето тоа распространета корупција. Вели, земјата треба да се консолидира и да спроведе понатамошни економски и структурални реформи. Значи, земјата треба да се консолидира. Таа не е консолидирана, значи распадната. Босна и Херцеговина. А тие, нели, као Србија е нешто поблиску сега до Европска унија. Зошто? Затоа што се бара од неа да се откаже од Косово. Босна и Херцеговина. Вели за неа. Уставот на државата е во спротивност и ја крши Европската конвенција на човекови права. Пажи, уставот на државата ја кршила конвенцијата за човекови права. Значи, ова е стварно еден светол пример. Тамо, да не повторам уште еднаш, на власт, барем што се однесува до централизираната во Сараево, се муслиманскиот дел од населението, оние што се православниот дел, се главни во Република Српска, а хрватите имаат тамо дел околу Мостар. Така е тамо распределбата. Натаму за Босна и Херцеговина, борбата против организираниот криминал, координација и соработка помеѓу сите институции мора да се подобри и зајакне. Значи, нема ништо од борба против организиран криминал, бидејќи соработката меѓу институциите не постои. Вели вака, Босна и Херцеговина се уште е во рана фаза на почитување на човекови права и заштита на малцинствата. Ова е многу јако. Значи, тие што се бореа бошњачки јазик, Хрвати ми смо мало, не знам, Срби, вамо се, не се тамо, ти реков ми рече, тие биле, имаат Дејтонски договор и имаат комесар кој е таму всушност цар над сите племиња, кој ги владее сите племиња, е во рана фаза на почитување човекови права. Па од Дејтонски договор до сега што направивте 20 години е прашањето. Што се однесува до Црна Гора, еве сега и неа да не ја заборавам, таа се соочи навистина со масовни протести, крвави судири, апсење на парламентарци и новинари. За неа има многу помалку забелешки од останатите земји. Зошто? Затоа што криминалецот Мило Ѓукановиќ е потребен на НАТО, на централата на НАТО и на централата на Европската унија. Во Црна Гора останува загриженоста за слобода на изразување. Тоа бидејќи слобода на изразување најтешко е да се открие и докаже, стаи таква реченица и си направил извештај. Тоа се извештаите на Европската комисија. Само да кажам, зошто ги кажувам, за да покажам уште еднаш дека не е тоа што го кажува, дека не знам Албанија шибала напред, Србија е веќе безмалку во Европска унија, Црна Гора готово во НАТО, а Босна и Херцеговина напредувала поише од нас. Европската комисија, нејзиниот извештај, кој мене лично стварно ништо не ми значи кога се однесува и за Македонија и за сите, ама еве ако ги споредуваме што е пишано за нас, а што е пишано за другиве 4 држави, ете, тоа е резултатот. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Најдовме една интересна дебата, која сега сакам да ја споделам со вас,
a to je na svoj profil dečko koji se vika Viktor Trifunovski. Samo je vjerojatno takav 30 i nešto godina, ne možemo procjena spored fotografije i temelju to je takav, odnosno mene pa je dečko. Postirao fotografije od maršal Tolbuhin, jedan od najpoznatijih maršali ruski na site vremenje i veli vaka. Ovo je Fjodor Tolbuhin, za nas anonimen sovjetski general, podocna maršal, pa za mene ne je anonimen sovjetski general, da mu kažem na Viktor Trifunovski, međutim to je jedan od najgolemite, zajedno su Žukov i su šta nekoliko. Veli, ovo je Fjodor Tolbuhin, koji na današnji den, 1944 godina, gi ima porazeno fašističkite sili vo Vardarska Makedonija. Tolbuhin se sudril su germanskata armija kaj Stracin Kumanovsko, komandovajki prito su 3 ukrajinski korpusi i okolo 5 bugarski diviziji. Ta je poznatata bitka na Stracin. A Stracin Kumanovsko, ova Kumanovo, ja imam сега ton majstor ovde koji je od Kumanovo, tako da se to se ovako kombinira. Komandovajki veli prito su 3 ukrajinski korpusi i okolo 5 bugarski diviziji. Bugarija i nakon nekog mjeseca prethodno je menova stranata u vojnata, to za Bugarite je poznato, oni stalno tako smenuvat stranata. I kada će, na koja strana će zastanat Bugarite, ta strana se razpage, postoja majete. I, znači, tije diviziji koji komanduje Tolbuhin brojat okolo 80 vojnici, koji pak vo toa vreme bile vooruženi su najmoderna vojna tehnika na togašnju SSR. Vo ta bitka ginat nad 9000 luge. Makedonskите partizani vo ovoj bitki učestvuju sa 2 brigadi, koji zajedno brojat jedvam 2000 luge, i to mnogo skromno vooruženi su improvizirana logistika i najčesto elementarno nepismeni. Ova, znači, го пишува Виктор Трифуновски. Можеме до утре да расправаме колкав бил придонесот на македонските партизани во победата над фашизмот, ама да не се знае ништо за Толбухин е големо промашување, па до некаде и греф. Ова, за да не се знае ништо за Толбухин, ако се однесу, не знам, веројатно има луѓе кои не знаат ништо, меѓутоа не може, не го прифаќам, бидејќи е пишано, па секој го пребе ја го читам, ја знам многу поише за Толбухин од колку за меѓутоа знам и за Айзенхауер, знам и за Патон, сега тоа е Втора светска војна е многу интересна литература. Велам до некаде бидејќи Толбухин не е фактички ослободител, како што не се ниту фашистичките сили во 1941, значи не така вели пишувачот. Толбухин само воено го има поразено фашизмот на овие простори, притоа инспирирајќи нов режим предводен од поранешниот Сталинов слуга и агент на НКВД Јосип Брос. Затоа на сите луѓе кои сонуваат за Слободна Македонија, денешниот ден не им значи ништо, ниту пак празник кој доаѓа за 2 дена. За 2 дена е 13 ноември, тој е ден на ослободување на Скопје. Слободна Македонија како не 13 да. Слободна Македонија како западните земји во ерата на либералниот капитализам е идеал кој ние македонците допрва треба да го работиме. До тогаш Толбухин е човекот кој направил голем подвиг на воен план, но не и на полето на човекови слободи. И сега тука има повеќе дебати. Меѓу другото, некој Дарко Георгиев вика битката кај Страцин ја водат бугарите, што не е точно. Потоа се исправа, му вели на Виктор Трифуновски, прав се бил, Толбухин командувал, значи се исправа Дарко. Цветин Чилиманов пишува, Черчил во мемуарите се смее на барањата на Тито да биде прогласен за еден од победниците на Втората светска војна. Тој човек со неговото лесно вооружени геројски одреди ги победил германците, прашање од Цветин Чилиманов. Па се појавува некој Бранимир Јовановиќ, кој исто така ми личи доста млад. И вели, тој вели нема многу такви на кои денешниот ден не им значи нешто за среќа. Инаку натаму Цветин Чилиманов вели што е денешниот ден освен изборот на Фросе војвода за министерка. Бранимир Јовановиќ пишува Куманово е ослободено. Цветин пишува честитам колку буржуи и реакционери биле погубени на 12-ти. Виктор Трифуновски, да, сигурно куманевци на денешен ден може слободно бират меѓу ВМРО и Кралј Петар. И така има закачки на тоа поле. До ниво да тој Бранимир Јовановиќ после бил во некој вако во тие плоштад Македонија, така натаму, добро, тоа си е негова работа.
Ona što jaz go napišav je следново. Na цвете му велам, гледам дека се работи за помлади луѓе од мене и дека текстот за Толбухин го прочитав со голем интерес, што е вистина. И баш би сакал некои историчари да го истолкуваат тие денови. Но барам во исто време да се земе предвид што кажувал дедо ми Стојан, тој е татко на татко ми Борче, за и околу Скопје во рамките на Втората светска војна, и дедо ми Васил, тој е татко на мајка ми Виолета, за и околу Струмица во врска со ослободувањето и во врска со целата Втора светска војна. Во тие моменти, да кажеме, дедо ми Васил и дедо ми Стојан не се познавале, значи мајка ми и татко ми не се познавале, па така да и сватовиве не се познавале, меѓутоа двајцата биле дуќанчи, приватници, средна класа и граѓанска класа уште од времето на Кралството Југославија. А и двајцата исто ми имаат кажувано за доаѓањето на бугарите, доаѓањето на германците, народно-ослободителната борба, не пишува комунистичката ослободителна борба, за кој бил мучето во Струмица, например, кој бил Коле Неделковски во овој дел овдека, Кузман Јосифовски Пито и така натаму, кој бил пријател со братот на татко ми, кој се вика Миле и по кој јас имам добиено име, и што после 45-та се случува со имотот приватен и на дедо ми Стојан и на дедо ми Васил и како комуњарите влегуваат у сето тоа. Значи, мој впечаток не е дека русите баш нас не ослободуваат. Русите, колку што знам, тамо преко Романија директно одат на Белград, што е точно. Дел сигурно влегува во капитулирана Бугарија и дел од нив сигурно на Страцин, кој е единствениот влез од тука, па да се влезе нешто доле на Врање, на таа Вардар-Морава патен правец. Меѓутоа, факт е дека таа армијска група Е не стои на Страцин, таа армијска група Е, за која зборува Виктор Трифуновски и која ја совладал Фјодор Толбухин, е армијска група Е која од Грција се повлекува низ Македонија, Србија и оди нагоре се враќа назад, а македонските партизани и борците на народно-ослободителната борба ги има секаде, не се само околу Страцин. Реално Страцин е еден ќош од Македонија, северо-источен ќош од Македонија, а деловите кај што се најактивни партизаните во сите години од отпорот, а и во тој дел од финалното протерување, не е секако не е Страцин, бидејќи ако Толбухин бил ослободител на Македонија, тогаш е прашање како е ослободен, да кажеме, Прилеп, или Битола, или Дебар, или Гостивар, или Скопје. Така да, ете, таа е една дебата во која ја учествував, а која ми беше интересна да ја споделам со вас, од причина што повеќе пати сум кажал дека сум голем љубител на историјата на Втората светска војна и имам безмалку енциклопедиско знаење за битките водени во Втората светска војна на тлото на Европа и кога расте германската фашистичка армија и кога паѓа на тлото на Северна Африка, на тлото на Советскиот сојуз. Многу енциклопедиско знаење имам за битките на Пацификот и на освојувањето на сите можни Окинави, Иво Џими и слични острови, и така да ми беше навистина интересно и инспиративно ова овдека да ви го прочитам. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to buy. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. За крајот на денешнава емисија, само уште еднаш, всушност две работи, ајде да не оставам на една, две работи, уште еднаш на Спасовски и Ременски да им честитам нов шеф, прав шеф, и конечно и тие да видат што е работа, а не фолирање,
што е отчетност, исполнителност и 20 часа потење на задникот за да се одработи во интерес на Република Македонија. Тоа е едното, уште еднаш им честитам. Баш фино. Сега ќе ги видиме колку знаат, можат и умеат. Со тоа што Оливер Спасовски не знам. Меѓутоа Ребенски како кадар на ВМРО, надобудна, која сакала да биде Гоце Делчев, веројатно заради берковите што ги поседува. Има и била заљубена во Љупчо Георгиевски. Сега за Оливер Спасовски не знам за кој бил заљубен и на кого сака да личи, меѓутоа на двајцата им посакувам многу работни часови и да видиме што знаат и што умеат. Нема сега пресконференции, измислување, глупирање, тој бил ваков, тој бил таков. Министар си, братче, сега треба работа. Сите доаѓаат, сите влечат за ракав, сите пари бараат, сите бараат исполнување на ова, изработување на она и така натаму, и така натаму. Повелете сега кај новиот шеф на рапорт. Тамо седниците на влада трајат по 20 сата, се работи до 5, до 6, до 7 сабајле. Повелете, ко преживи причаче. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. И втората работа која ви овети дека ќе кажам за крајот на оваа емисија е тоа да, доколку ги следите во координација моите емисии на радио и на телевизија, значи на Радио Слободна Македонија и она на Канал 5, во петокот, во тој случај да ви најавам дека во најубавиот период од годината за мене, тоа е половина на ноември, цел декември и половина на јануар. Тие 60 дена се најубавите за мене. Секој си има различен вкус. Во тие денови во мојата телевизиска емисија ке гостуваат ликови кои сметам дека се интересни и сега ќе ви ги кажам, па вие од тука натаму како сакате. Значи гостува Домагој Николич, кој ќе зборува за геоглифот во Свети Николе и најновите податоци што ги имаат обработено и да каже што има под тој куп земја. Потоа ќе гостува Ерих фон Денекен, најголемиот, најпознат и најцитиран, најпреведуван уфолог на планетата на сите времиња. Потоа ќе гостува французин дисидент, тој е најголемиот познавач на северноафриканските и блискоисточните политички игри, инаку со години е избеган и живее во Сирија, во таа држава која се обидуваат западните сили да ја распаднат и е сега практично директно од терен ќе дојде кај мене во емисија. Тиери Мајсон се вика, тој еднаш беше гостин кај мене пред 3-4 години. Директно од терен ќе дојде да каже што тамо се случува, докаде е тамо дуелот меѓу големите сили, Русија и Соединените Американски држави, докаде е Асад, што се случува на терен, ќе дојде овдека директно за гледачите кои ги следат моите емисии и слушателите кои ги слушаат моите емисии да го каже. И четвртиот лик ќе биде гостин во моја емисија, во мојата емисија, советникот, значи првиот, најважниот, најзначајниот советник на Владимир Путин, се вика Александар Дугин, еден од најзначајните, веројатно топ 3 живи филозофи на планетата Земја во овој момент. Значи Домагој Николич, Тиери Мајсон, Ерих фон Денекен, Александар Дугин ќе се гостите кои ќе можете да ги слушнете, пред се видите во моите настапи во 10-та телевизиска сезона на Миленко Неделковски шоу и во 3-та радио сезона на Миленко Неделковски радио шоу.
make him an offer he can't refuse. Ajde, probajte, ne i slušajte emisijite na Milenko Nedeljkovski na radio Slobodna Makedonija. Go ahead. Make my day. Ja mislim дека на она агенција за медиуми и беше задача да го контролира, а у исто време и либерализира медиумскиот простор, меѓутоа тие не успеа ништо позначајно да направат со новиот закон за медиуми, дури не успеа да ги спастрат и да ги исконтролираат ниту веб порталите, меѓутоа дадоа илјадници други ограничувања кои мора да се почитуваат, веројатно заради нивни лични фрустрации. Едно од тоа е дека мора да се кажува кој е ден и каде се настапува. Еве вие што слушате и што критикувате и што ја малтретирате директорката и радиото, да ви кажам дека денеска е среда, 11.11.2015 и ова е Радио Слободна Македонија. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista,